Благодарам многу, почитувана председателка, и сакам да изгразам голема благодарност за сите кои што помогнаа за организација на овој настан, бидејќи навистина мислам дека представува веќе еден вид на традиција, секоја година запуштавме да го одбележуваме денот на македонскиот јазик, 5 мај, меѓутоа од оваа година запуштавме денот на книгата, каде што секако читаме на македонски јазик, со што да додаваме уште една вредност на нашиот македонски јазик. Јас сум во моментов пратеник, меѓутоа сум етномузиколог и фолклорист, што значи дека македонскиот јазик е моето главна алатка на која што работам, истражувам, собирам умотворби, фолклорни, различни форми и секојдневно го користам не само како средство за комуникација, не само како мој личен мајчин јазик, туку и како средство за работа. Во таа насока моето денешно обраќање ќе биде повеќе во тоа што значи јазикот за фолклорот и за нашата колективна меморија и секако што значи која е поврзаноста помеѓу јазикот и македонската традиционална народна музика, а поврзаноста е огромна, бидејќи сепак сум етномузиколог и тоа секојдневно го среќавам на терен. На македонскиот јазик прозборуваме. Мајките ни ги пеат првите приспевни песни на тој јазик, уште кога ни ги разбираме, ние го восприемаме преку таа мелодика и преку тие приспевни детски песни. Од таму понатаму јазикот се ја развива преку детскиот фолклор, преку детските песни, преку многобројните обичаи, преку многобројните умотворби, брзозборки, гатанки, приказни, песни, обичаи и повторно ќе се вратам на песните, бидејќи тоа е она што нас како народ и како нација не одбележува во целиот свет. Но, не случајно македонската народна музика е толку мелодична и толку впечатлива. И не случајно уште на времето се кажало дека кога поменувате за Македонија немајте да пеете бидејќи ќе ве надпеат. И ќе ве надсвират и ќе ве надиграт. Но ќе се задржиме на тоа ќе ве надпеат. Во разговор со многубројни луѓе, светски научници кои што го истражувале нашата музика, но и македонскиот јазик, секогаш сум добивала прекрасни епитети, а тоа е дека македонскиот јазик, односно јазикот на кој што се пее македонската музика, е многу кроток, милозвучен, мек, ритмичен, но возбудлив, бидејќи е ритмичен, бидејќи е со различна богата мелоритмика, дека фонетиката ни е специфична, дека укажува на една кроткост, на една смиреност, а сето тоа кога ќе видите не опишува и нас како луѓе и како народ и како нација. Затоа и сите сакаат да доаѓаат во Македонија, бидејќи ние сме токму така каков што е нашиот јазик. Мелодични, кротки, миролюбиви, смирени и кога слушате за странците, кога слушаат македонски јазик, како никој да пее. Затоа нашите песни се најубави, без лажна скромност, тоа сите го кажуваат. И сите сакаат да ги пеат македонските песни, бидејќи имаат една специфика, а тоа е еден нерамноделен ритам. Тој нерамноделен ритам секако се гледа и во јазикот и ние, етномузиколозите, сакаме да кажеме никогаш дека ние зборуваме во 7-осмински ритам. Тука се филолозите, може би ќе ме поправат, но кога ги гледаме и тие стари записи, кога, например, записите на Димитар, на браќата Миладиновци, каде што немаме ноти, но имаме записи на македонските народни песни, точно можеме да го видиме, да ја видиме таа фонетика и тој ритам. И точно тука можеме да се спротиставиме на некој кој што велат, не е македонски јазик, тоа е диалект, бидејќи точно во тие записи се гледа фонетиката, се гледа мелодиката на македонскиот јазик, се гледа уникатноста и се гледа она што е специфично и што е исклучително важно за одредување на една национална стратегија за тоа кои сме, што сме и од каде и од кога е нашиот јазик. Во таа насока само ќе кажам дека покрај македонскиот јазик има исклучително богата диалектика која што е зачувана. Ако се вратиме и наназад, истражувајќи за денешниот настан, најдов на еден познат
македонски лексикон, да не го изговорам на француски, бидејќи е ден на македонскиот јазик, кој што е анонимен ракопис, пронајден и кој што мислам дека во Универзитетот во Париз во 1951 или 2 е издаден и како едно фототипско издание со образложение, каде што може да се најдат изреки од кукушкиот говор, од кукушкиот дијалект и каде што се среќаваат зборови кои што и ден денеска се употребуваат во нашиот современ јазик, што докажува вака еден сериозен континуитет. Во збирката на Враќата Миладиновци, со многобројните реизданија на тој зборник се направени вака едни споредувања, бидејќи тие песни се напишани на тогашна бугарска граматика, но во читањето на песните се гледат, се разликува и се гледа точно дека тоа е македонски говор, именно во таа специфична граматика. Па она што ми остана во печатот голем е дека, например, ние македонците Велик ден го пишуваме со Г, за разлика од бугарското пишување каде што Велик ден го пишуваат со К. И кога ние како научници треба да се бориме со нашите источни соседи во однос на актуелните состојби и докажување на кои сме, што сме и колку е стар нашиот јазик, многу често го земаме тоа како пример, бидејќи различно е и тоа сериозно различно. Тие дијалекти кои што го прават јазикот жив се од исклучително значење и како држава тоа ние го имаме и признаено и го имаме меморирано во официјалната службена меморија. Гледам тука имаме представници што ми е многу драго и од архивот на Република Македонија. Па чисто како за информација ќе кажам дека Република Македонија ги има прогласено своите дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство од особено значење под категорија исклучително значење. Па така се заштитени кичевско-поричкиот говор, малореканскиот галички говор, штрипско-струмички говор, кривопаланечки говор, малешевско-пирински говори, скопско-црногорски говори, меглено-влашки дијалект, прилепско-битолски говор, охридско-преспански говори, скопско-велешки говори и така натаму и така натаму. Сите дијалекти ни се заштитени, па дури и оние кои што доаѓаат од дури и егејските дијалекти се заштитени како нематеријално наследство од исклучителна категорија, бидејќи тие се живи и покрај тоа што луѓето не живеат таму, говорот, јазикот, дијалектот го носат со себе и тие се живи. Имаме многу да зборуваме, секако и за граматиката, и за говорот, тука се професорите, ја затоа ќе се задржам само од мојот аспект, односно на музиката и говорот, нашата прекрасна народна музика. Работам во Институтот за фолклор Марко Цепенко во Скопје, каде што нормално јазикот ни е основната алатка, преку тоа истражуваме, преку тоа ги истражуваме и обичаите, и песните, и приказните и се. Во моментов правиме еден поимник на македонскиот фолклор, кој што ни открива неверојатни термини, неверојатни изрази, кои што ги имаме, кои што се скриени, но се живи, но се тука и укажуваат на една многу длабока филозофија во создавањето на нашиот македонски говор, кој што навистина е специфичен, уникатен, можам да кажам, во сите словенски говори. Собирачката дејност е една од најважните алатки како да си го чуваме јазикот, како да си ги запишуваме умотворбите кои што ги создава народот, од кој што извира и каде што се чува и каде што живее јазикот. На времето тие собирачки дејности биле, да повторно ќе ги спомнаме, од Миладиновци наваму, ги запишувале за наша жал како етномузиколози само говорите, само зборовите на песните, но таму ние токму по таа фонетика можеме да предпоставиме каква била и мелодијата. Но собирачката дејност продолжува и денес, па еве повторно подготвувајќи се за настапот, ќе завршам со укажување дека имаме прекрасна младина која што го сака својот јазик и случајно вчера ја открив веб страната urbanrečnik.mk, која што е една прекрасна платформа современа на младите, каде што се запишани на многу интересен дигитален современ метод, различни изреки, почнувајќи од старите дијалекти, кои што младите ги слушале од своите баби и дедовци и се уште ги слушаат, почнувајќи од
термини како дзарзалки, например, се до завршувајќи со сленг, односно со современи зборови кои што се употребуваат во градските или други средини во цела Македонија. Препорачувам да ја видите таа веб страна, да ги заследите, бидејќи се навистина интересни и јас сум многу среќна што во од современ контекст во 21. век, во дигитална форма, ние се уште си го изучуваме, си го собираме и си го сакаме и си го почитуваме јазикот. И тоа се гледа и кај младите. Во таа насока имам огромна надеж дека македонскиот јазик, исто како што живеел со векови, ќе продолжи понатаму да живее и да потврдува дека ние сме како што говориме. Тоа е таа кроткост. Ви благодарам.